денеска добивам плюс за тоа што започнуваме точно во 12:55, па тоа е легендарно за нас. За мене особено. Како и да е, Македонија, убав петок за многумина. Саша вели пријатна работа, јас ќе ви посакам уште попријатен ден со нашата работна програма или убавите теми кои што ги отвораме секој ден од понеделник до петок на Телма телевизија во рамки на проектот Телма клуб. И продолжуваме всушност со македонските музички приказни, продолжуваме да промовираме македонска музика. Ќе започнеме и следната седмица така, ќе го заокружиме и овој циклус на емисии со истото, така што верувам дека ќе уживате во звукот нешто се вели Кабадајас, на Kylie Music Challenge, на Мюзаик и се оно што може би вибрира помеѓу овие двајца музичари и мои прекрасни пријатели, а богами и наши артисти кои што ја забавуваат оваа наша сцена и нудат потполно едно вистинско уживање. Се сеќавам дека и тоа меѓу другото ќе биде прашање и до особено Джоле Максимовски кој што ќе биде денес во нашето студио, надополнето мое и негово присуство со прекрасната Калина Велковска Кали, за тоа дали официјално можеби джезот во Македонија ја има својата можеби и рамка на креација и што поголемо можеби присуство на медиумот, не само на сцената, со оглед на тоа дека Кабадајас, особено некако ги читав минатата година, дека можеби ако не се лажам настапија на Прилепскиот джез фестивал. Генерално за джезот, генерално за проектот кој што го сторија заедно со Кали за темата од, јас би рекол, легендарниот Драѓан Ѓаконовски Шпато. Мислам дека тоа е оној зачетник на македонската забавна музика, еден, јас би рекол, музички великан кој што остави белег. И мислам дека нема денес и млад артист кој што не ја преработува темата Ми вети ти и бројни легендарни теми на легендарниот Шпато. Така што тоа ќе биде и поводот за нивното гостување, овој нивен проект, поточно проект кој што вели Джоле Максимовски е само зачеток на една нова музичка револуција, така што навистина ќе ми биде драго што ќе можеме да говориме за музика и да промовираме пред се македонска музика. Така што ќе го започнеме на најзабавен начин и ова наше издание, овој петок да се збогуваме од оваа седмица со музика. И тоа ќе започнеме прво со ABBA, со оглед на тоа дека и нејзиниот проект Kylie Music Challenge има навистина неколку убави преработки, вклучувајќи и темата на ABBA SOS, така ќе го заокружиме, здраве Боже, ова денешно издание на Телма клуб. Незалудно ја одбрав ова тема на ABBA, бидејќи точно на денешен датум, 2 април, во далечната 1977 година, ABBA се наврват на табелата на синглови токму во Велика Британија со петиот број 1 хит сингл Knowing Me, Knowing You, песната која што беше исто така во топ 10 хитови во други вкупно 15 до 20 земји. Така што ќе се потсетиме на овој легендарен хит од 77 година, точно на денешниот датум кога ABBA го промовираат овој голем хит сингл, а што ќе промовираме ние денес во Телма клуб, ќе дознаете токму и од денешната наша музичка ризница, заедно благодарение со Джоле Максимовски и Калина Велковска во студиото. Twinkle above us, we twinkle below. Good morning, starshine, you lead us along, my love and me as we
Коментирајќи дека апсолутно мислам дека сите го очекувавме овој период пролета и Кали вели се едва и чекам да искочиме сите по полиња по дворови да почнеме пак да правиме една музичка револуција. Единствено може само да биде голем минус за луѓето кои што имаат проблем со алергиите и поленот, а најавуваат богами голем дел од синоптичарите дека ќе имаме така некаква пролет доста со инвазија на полен, ама добро, тоа ќе трае еден месец, ќе го издржите, па потоа ќе се запуштите на убавото дружење. Се надам дека може би соседско, фамилиарно, пријателско, може би во мал поезотеричен круг на пријатели, ама дај Боже да излеземе што повеќе во природа. Секоја чест поздрав. Јас веќе најавив дека ми е многу драго што денеска ќе можам да направиме еден финиш на оваа седмица со великани на нашата сцена. Исто како што вие ја продолжувате, јас би рекол и музиката на великанот Шпатов, благодарение нели секако и на овој нов проект кој што го најавуваме. Официјално Џоле и Кали, добро ми дојдовте во Телма клуб за петок, таман да заокружиме седмица со вас. Петак дан за метак. Секогаш ми асоцијација ме be careful Марко малце, не, се стабилизирај се, немој да го искористиш тоа. Бугарче кој што се до тебе ќе заврши работата. Се шегувам. Ти благодариме на поканата, се извинам, го прекинав и колегата. Кажа, фала ти уште еднаш. Во секое време. Баш ни е пријатно овде и благодарам што не покани и што правиме муабет за убави работи. Па неопходни се. Да. Убавите работи не дека не беа и пред короната и меѓутоа мора да продолжиме да пулсираме за убавите работи. И јас навистина ќе се ветам, можеби немаме дворска сцена или некоја сцена со цвеќиња, ама следен пат навистина чекам каде што Кајли пред точно една година речиси тука направи едно маестрално изведување, можеби во не најубави услови поради пандемијата и сето тоа, ама ќе ве чекам за такви ситуации. Знам дека сте расположени во секое време. Може. Уште стоиме на идејата дека треба да се направи продукт македонски музички. Ама тотално се Вие, јас согласувам. и така натаму. Си останавме на тој муабет Да. и верувам дека ќе имаме можности да го реализираме, да не биде само муабет, да биде вистина и да може да го изживееме баш тој филм. Инаку сега гледајќи го. Година дена е помината, Година дена. да. Така беше. И тоа многу добро се сеќавам затоа што тоа беше баш така малку, нели? Во стегите, специфичен период, се сеќавам дека дури имав и ракавици медицински. Леле, Дека се дојдов сеќавам во и јас студио сега со кога ми кажа. ракавици медицински, само ја потргнав малку маската за да можам некако да пеам, пошто ќе се загушам позади низа. Не е возможно пеење, дефинитивно. Инаку тогаш беше во една тотална експресија кога се случуваше и уживањето твој целата приказна со The Voice. Ке се потсетиме, ние ќе имаме инсерти. Легендарно твое, јас би рекол, представување на тамошната сцена. Сега можеби Македонија, Бугарија не е омилена тема кај многумина, меѓутоа ние ги користиме во други рамки секако тие нели односи, музички односи и сепак тоа мислам дека се честни исклуци, мислам дека ќе се сложиме, така? Уметниците не ги интересира Интересираат. политиката. Ние сме си во одлични односи и си имаме и зошто и како ќе се развиваат тие истите односи во уште поубав смер. Така да Мислам дека свеста и consciousness е нешто Мислам дека поинаку. не е наша да се занимаваме со тој тип на Апсолутно. проблематики. Наше е да твориме, наше е да споделуваме она кое што го твориме. Сето дека има некој кој што сака да го прими тоа како информација или да сподели и тој нешто со нас, значи добри сме. Тука сме добри, да. Гледајќи го сега ова видео, навистина почувствував ја да се приклучам на таа убава не само изведа, туку навистина следен пат очекувам да имам покана, да уживам барем да кажам вака како... careful what you wish for. Да. Види, вела дека имам добар тоналитет, не знам нешто да изведам, така што имајте ме во предбед, да се покажам во друга среда. Излезам ја не друго. Излезам ја од комфортна зона. Имено. Челенџот апсолутно постои за таа намена. Овој музички предизвик не значи дека е само предизвик за музичарите. Предизвик е за сите оние кои што се едноставни ентузијасти и љубители на музиката. Наш предизвик е со нив да работиме. Така да има и илјадници идеи кои што може да се... Мислам дека тоа е непресушен извор. Апсолутно. Убаво кажано. Затоа мислам дека и го создаде се сеќавам уште на почетокот кога го најавивме Тоа и за Kyle's Music нормално Challenge. едукативниот аспект и на колегите, каде што јас постојано сум на поборник малку да се прибереме со егоманијакалноста Да. и малку повеќе солидарност сценска во сите уметности, во сите аспекти. Јас сакам да го ширам полето, не мора да значи дека ова вака ќе изгледа како што изгледа сега постојано. Сакаме да приклучиме и други уметници. Не зборуваме само за музика, уметност има постојано. Оно што го говоревме и пред да почнеме со емисијата, во вакви ситуации каде што се во светот некако е климаво,
Тоа е одлично поле за да се родат нови нешта, една ренесанса. Убаво Кога има кажано. криза, тогаш мора да има и преродба. Знаеш како ќе ве сакам да те надополните. Знаеш во моментот постои нека непријатна анксиозност и кај музичарите поради глобалното движење на музиката, хиперпродукција, мас продукција и така натаму. Јас велам кога ти работиш на полето твое, неважно дали е тоа за 10.000, за 2 милиони или за 10 милиони, важно е да работиш и при тоа да имаш конкретен филтер, тоа што ти ќе го создаваш, да не се потопуваш во калапот светски што се случува, и при тоа да го најдеш своето поле или сопствениот универзум каде што ти ќе креираш. И меѓу другото, да аплаудираш на сео на што се случува во светот, меѓутоа пак да дојдеш на своето и ти да го дадеш твојот пулс, твојата вибрација. Знаеш, тоа им да создава анксиозност сега од сите страни имаш ти музика и велиш како јас сега ќе се како јас ќе допрам до што поголема публика, како јас ќе бидам диверзитетот, како јас ќе направам дистинкција помеѓу тие работи. Точно. Мислам дека ова вашето е баш Ние одличен тоа го пример. правиме цел живот. Само сега ситуацијата е малце поинаква. Иначе ние тоа цел живот го правиме, снимаме нова музика, влагаме во светски рамки, не влагаме некогаш со некој проект, ќе влезеш, некогаш не, ќе останеш во Македонија. Сега се други условите, меѓутоа ние продолжуваме да работиме и И баш независно дали е макро или микро свет во кој што се создава. независно. Нема Ова беше разлика само тука. една каписла, искрено, кај мене лично првите месеци не беа продуктивни. Не бев Ова Джоле говориш сега за COVID за тајм. COVID тајм. Да, бев тотално незаинтересиран за ништо. Гледав други теми на YouTube цело време, ама после кога се запролети некако, значи пред година дена точно, некако И за психолошката Па, тортура да. како и сите. да, и почнавме да доаѓаат уште нови идеи и интересно е тоа дека сега, тоест не е интересно дека не свириме концерти и Воопшто клубски не е свирки, интересно. меѓутоа за нас е еден плюс да се собереме понекогаш и да поработиме нови работи. Сите тие идеи кои што се ложеле предходно или во почетокот на пандемијата, сега ги вадиме од ракавите, Од и секоја ги- последна молекула јатон во така, телото. да, и ги работиме на нив. Да. Со овој состав, со оној состав, соло, вака или онака. Тоа е многу интересно. Многу бендови се родија, мислам, не бендови, не мора се да ги Состави кажам, некакви, состави, комбинации нека многу интересни. комбинации, Да. така. Инаку за вашата нова рамка на музика или проект добив од неколку луѓе музички нотификации. Марко веднаш, меѓу кои Пејчин ќе го поздравиме. Вели мораш, ја викам не се секире. Да, Меѓутоа поздрав, драго ме Пејчин. наистина што тоа е уствари доказот кој што ќе кажам всушност беше искористен и од вашата армија на конзументи. Како сте допреле со една убава тема од јас би рекол нели доаенот или мислам дека тоа е човек зачеток на македонската забавна музика, Драган Геконовски Шпато, мислам дека тоа е лидер во многу рамки, нели? Баш онака почетен на наша македонска. Најинтегралните елементи, Убави. едноставно, за да може да постои. Квинтесенција на истото. Благодарам. Мислам дека Одлично тоа е срочено, конкретно на суштината на истото. Мислам легендарна тема и ова е така баш зачеток на еден нов проект токму со Девојко мала, љубов, како беше песната? Ми вети ти, така беше, да. Па да, во склоп на Кали Music Challenge, јас и Калина соработуваме на повеќе основи, концерти, клубски свирки, снимања, овој бенд, оној бенд. И супер ни иде за сега. Кажав, јас имам идеја, Кали, да направиме кавер на Ми вети ти. Она се сложи. Бев многу среќен и пошто ни требаше машки вокал квалитетен, ми текна на Пера. Со Пере се знаеме многу години и Од заедно зачетоците на ни нокаут. одат. Па и претходно? Да, и претходно. Тоа е Джоле која Јас го знам. 95-та, 6-та сигурно. 95-та. Имаме на слика 95-та, 6-та, видиш. Требаше да ја приложим. Следен пат. Кога бевме деца, он имаше друг бенд, не беше ни нокаут тоаш, јас бев по некои други бендови, зачетоци,
на работата со музиката и кога ми текна на пере, викам човеков мораме да го добиеме Мусаев и на моја голема радост. Пере се сложи баш поради тоа што се знаеме толку години, а ништо не сме правеле заедно. Може би негде некогаш јас сум свирал на некој негов проект или песна, ама дури не можам да се сетам. Меѓутоа, ова беше правото време, баш се израдува, песната беше предизвик за него, и самата верзија, пошто кога размислував, ја у суштина спремам еден проект кој што е мој, а кај што има повеќе песни и повеќе пејачи. Оваа песна не ми дојде, не бирав песни па да ја изберам нејзе, него едноставно многу ми е скопска, многу ми е моја. Боемска, еверен, скопска, има нека галантност, има едно шизење ти дава песната од друга страна. Мислам, многу емоции ти буди песната на Шпато, апсолутно, мислам нека. Кога ја слушав дома, ја преслушав еднаш, два пати, викам, ова е интересно. И само го земам басот и линија што е на басот, тоа е еднаш смислено и така е останато до крај. Значи, тотално у мој фазон и мислев дека така и треба да остане и кој ми ја презентирав на колегите на проба, многу ми се допадна, ајде да ја правиме, кам ајде одлично, баш ми е драго. Тоа. Знаеш како, адхок, режија, ќе може ли целосно да ја слушнеме оваа песна, нека биде едно музичко интермецо, целосно да се ја слушнеме, па ќе го продолжиме разговорот со Џоли и Кали, малку да поуживате во легендарниот звук на или преработката на Ми вети ти. Може би сречни твоите седми, преградка туѓа те превиш ти. Може би мислиш ко звезден рој, загина под межот мој. Девојко љубов и вети ти, тебе те нема, срце се си, насмевка чиста ко бисер морски, као ми. Така, одличен ми е насловот. Преработка на вечниот Evergreen Ми вети ти.
проект зачеток на она што велите сега ќе проложи некако оваа 2021 година. Сега не знам од кој студио, на Джоле, на Калема, студиото на македонските артисти и наши Од двете. Да. Така, баш така. Гоце Стефковски и целата екипа ќе ги поздравиме кои што стојат зад помагатели, реализатори на овие совршени дела кои што ќе ги гледаме. Би сакал да го представам бендот. Гоце Стефковски го спомнавме пошто ова се снимаше во неговото студио. Поздрав до него. Бендот е составен од Александар Ванчовски джигер на тапани и Стефан Алексовски на синтесайзер и клавиатури. Да. Тој бенд има работен наслов Holy Mood. Инспириран од тој Holy Mood или свето расположение кое го имаме кога сме на бина, кое сеја ни фали. Затоа и се вика така бенд. Пошто кога свириме, ние го имаме тоа. Дури и сега, еве, кога збориме, се осеќаме поинаку отколку кога седеме дома година дена. Продуктивно, но така правиме, некако, веднаш ти доаѓа вибрација. Да. И Дури вакви разговори па ти доаѓаат и идеи еден тон. Одма, да. Интеракцијата е многу важна, да. Да е на исто ниво. Убаво го спомене, ќе го потикнам размислувањето и прашањето, макар што знам дека многу често и говориме и провоцираме, убаво провоцираме да се случи таа културна децентрализација, да се отворат со широко срце, не дека можеби не се случуваат, да речам, некакви премиери или концерти на домовите веќе споменати на култура широ Македонија, недостасува. Повторно ќе кажам, покажуваме како работат во моментот нашите срби соседи, а на вистина тоа не е можеби за нели она што нам некако не сликува, зборам нели таа повеќе трубофолк народна сцена и така натаму. Меѓутоа и таму има честни случаи. Меѓутоа целиот шоу бизнис, продукција како работи, на вистина се еден мислам дека еклатантен пример. Инфраструктура која што функционира постојано без разлика на сите овие околности. Едноставно не се застанати. Луѓето работат, реализираат. Да. Затоа што секогаш се создаваат услови за да тоа може да функционира. Овде како едноставно да чувствуваме дека нема желба да се создадат услови, иако реално постојат. Многу убаво кажа и ти, Кали. Значи, има не еден тон. Ја мислам дека во секој еден кај нас тука има толку убава музичка креативна вибрација и да не се бавиш, дури има во тебе некоја музикалност. Да не збориме сега за вас, да речеме, кои што се веќе ветерани во музиката. Едноставно, знаеш, кога се бара секогаш ентузијазмот кај другиот, секогаш почнуваш од себе, нели? Мислам, тоа е јадрото, нема тука е јадрото на успехот. Да ти Како кажам, велат психолозите, извини. Джентлмени, Овие која кажа- еден на друг Кога секогаш. кажа ветерани, изгледа години ме тепа, а јас знаеш како сум Немој така никако да го сватиш. со точак на велосипед и со бас гитара на грб сум секој ден као да имам 16 Не години. се секирај. Добро е да во ете, клубот. ветераните Него така мојот се понашаат. француски модел од 65-та година, така. него менувам. Се разбираме. Да, извини Кали, да докажи. Тотално вон веќе тематиката слободно да продолжиме навак. Ми се допадна муабетот Да, со да, велосипедот да. по секото, Сосема се навистина он е разбираме. пример. Да, знаеш како велам јас? Додуше и басистичка линија некако сте И по врзани басистичка. сите со велосипеди. Во последно време ги гледам или Можда. помодерните со тротинетите. Да. Макар што јас повеќе сум за нели и ајде нека биде тротинетска велокултура, само да нема, знаеш кога му даваш и важност на автомобилизмот, вака ќе изгледа и Така е. листата. Кога дадаш важност на политиката, така ќе биде и за културата. Но со 3 точки ќе кажам, секоја чест на тоа што го вие го творите. Ќе потсетам само независно поради пандемијата, минатата година мала сега ќе направам дигресија на моабетот. Лани, ако не се лажам, Кабадајас настапија на некаков си джез фестивал во Прилеп, најавував нешто. Или не? Прилеп порано беше. Лани преклани имавме настапи. За време на пандемијата настапивме како дел од помошта на владата во МКЦ. Претходно Тие видеа имавме- кои што беа, ако не се Да. лажам, да. Тоа беше Култура супер. во време на пандемија, Да, нешто така супер беше. беше. Во корона. На корона, Од полициски час дојдовме таму, не знаевме што да си кажеме еден на друг, бевме збунети тотално. Пошто сега веќе нели сме како навикнати за жал.
А претходно свиревме Битола, имавме неколку фестивали, сега веќе не може да не Јас и тегнеме. веќе се надобрзам на моветот, пошто јас сум еден од фановите нели на КБД. Јас си доаѓав на концертите во сред пандемија, имавте и во музеот на современ да, за не, современа браво, уметност. браво. Таму бевме, таму се радувавме како мали деца затоа што сите се чувствувавме како пуштени од кафес, а на дистанца има барем таму има простор. Да можеме да се распределиме фина, тоа беше одлична атмосфера, Џоле, морам да да се искористам да ве пофалам јавно затоа што навистина тоа беше неверојатен настап. Може вака додека говориме режија да слушнеме и од Скопил нешто од КБДС. Ова ми е исто така една моја омилена ваша тема. Фала ти. Да, она баш пак ќе кажам еклатантен пример на џез музиката. Ќе те прашав, јас тоа и кажав во најавата. Имам чувство дека нешто се случи, една убава реинкарнација, некоја сцена, џез сцена, нешто се случи убаво. Како да беше во некакво затиште, нешто како се така да го подкопува работата, тој како гранка џез, ама сега некако доби некое откровение, некое, не знам како да го наречам. Има многу квалитетни музичари кои што се бават со таа музика. Јас не се ставам во нив, јас сум како некој all around музичар, така се гледам. Меѓутоа сега стварно има дечки кои што имаат завршено на Грац, на Беркли, на озбилни Со фино резиме, факултети. да. Па и постои џез академијата во Скопје и така натаму. И така Популарни жанрови, џез академијата ЗДЖМ, во Штип. оркестар, Точно. Сдружение на џез музичари, да. И така да во голем подеме Се случува тој вид некако. на музика. Еве, не знам дали имавте прилика да не погрешам, Мартина Блажеска беше една млада девојка. Да, таа е на Беркли. Да, она е. Јас кога слушнав, јас се обидам да стапам во контакт со неа сега да направам некакво интервју, сакам да кажам, сериозно постојат прекрасни културни примери за Така момци и не. девојки нова генерација кои што Готово млади луѓе. Да, Јас да. тоа што во суштина најмногу сакам и како тематика да го обработувам и да ги спојувам поискусните со неискусните, дебютантите со професионалците и да направам еден мешап, една убава смеса, за да може да се извадат сите заедно од комфорт зоната и воедно едни и други да научат. Секогаш имаш од секој еден колега без разлика која генерација и колку има искуство за тебе, што да научиш. јасно. И тоа како треба и како не треба. Од сите. Не значи дека ако некој е повозрасен, поискусен, дека е во нешто подобар или подобро го Јасно. манифестира. Јасно. Така да јас многу го запазувам тој елемент на социализирање помеѓу професионалците. Па меѓу Кај себе. Music Challenge беше само тоа, мислам дека Солидарност на сцената, она кое што го напоменав и преска кога пред 5-10 минути во нашата дискусија. Имам неверојатни млади луѓе со едно мал милион идеи, онака како што можеби нас не ни се толку блиски затоа што ние сме припадници од други генерации. Така. Секоја генерација различно размислува. И тука е уголината. Кога ќе се обојат сите овие работи во едно место, тоа шаринило што излегува е непроценливо богатство. И новите соработки, луѓе кои што се запознавале на сред снимање, прв пат се гледаат, доаѓаат на проба. нема побоа нешто. Мене ми е најголемиот кејф. Нема побоа Она што нешто. го гледам пред мене што се случува и она што останува после. Се уште се комуницираат истите луѓе, се комуницира, се создава една гарда, како што каже и самиот ти, еден култ околу целото нешто што ќе стане движењеве. Другарка ни взаемна и твоја колешка Александра, она рече, јас го велам шоу, ја велам уште е многу скромно за да биде шоу, меѓутоа, ајде не се да речеме дека ќе имаат оние кои што треба, ќе стигне информацијата и до нивните уши, затоа што нели се обидуваме да направиме нешто. Да ги споиме, едноставно, снажните моменти, Да, моментите каде што ние треба најмногу да се изразиме сите во уметноста и да работиме. Знаеш како постојано критикуваме, нели, позитивно, негативно, а навистина поединци се обидуваат, како вас да речеме, или се обидуваме и од медиумскиот свет така натаму да придонесеме за таа музичка сцена, за тој ланец, тој систем на вредности кој што треба повторно се создаде. Незалудно еве ги спомнуваме шпатито. Тоа било јас кога се сеќам кога бев дете, не бев ни калфа, бев ученик нели на занаетот, нели новинар, репортер и така натаму, кога ме обучува и така натаму, јас влегов во архивата на македонската музика во Националниот сервис Точно. и паднав на земји. Ви реков, ова тука има архива за да се прават документарци, да се реинкарнира, да се продолжи тој век на постојање и да се... Јас никош не ме заборам, можеби Џоле, помниш, кали ти се слушнала, кога еден
Димитар Васевски правил селекција, бил филтерот кој ќе настапи Да. во прайм тајм на националниот сервис Точно. порано. Да. Што не постои повеќе. Ние го губиме тоа. Значи треба да го вратиме тоа чувство на вредности. Не можеме се и се што да се Да се врати пласира. загубеното чувство на вредности. Ништо повеќе. Точно Во ред така. е интернетот просторот, супер, меѓутоа си има, јас повторно ќе кажам, приматот и телевизијата може да биде се уште на убаво ниво кога ќе му дадеш некако Акцент. акцент, да, го кажам. Ајде, се надевам дека само овие работи ќе бидат да како да кажам, ајде, поттик може и понатаму да се обидуваме. Јас велам путтик и за останатите. За сега. Ајде ние во Да, ред. да. Еве тргаме од себе, меѓутоа имаме и многу други кои што треба да се врзат на караванот. Како Има не? што да се прави. Како не, само Има да видам, начин. имам уште некоја минута. Сакам да прашам, поми вети ти, што ќе следи од овој проект? Од Холимуд ќе следи нова numera за која што во преговори сум јас со еден вокалист. Околу Холимуд е тоа. Инаку кога почнав јас да зборам, да докажам дека со дечкиве што сега ги видовте Кабадајас, моментално имаме проби за снимање на нашиот трет албум. Инаку имаме договорени неколку концерти во Скопје низ Македонија за ова лето, да. Дај Под сите Одлично, кажувај на време да сум таму. Да, Исто. тоа е Исто. тоа. Да Ова ќе кажам биде вака. продолжение на, да не погрешам, од понеделник. Да. Така, тоа беше и работниот Нумерата што ја наслов. слушнавте се вика Скопилј. Таа е нумера на Зоран Костадиновски, кој е гитарист во бендот, да го поздравам, би го поздравил и Дино Милосављевиќ. Нумерата се вика Скопилј, она е дел од албумот од понеделник, кој е втор Именно, албум. ако не се лажам, беше промовиран во Станица 26. Во Станица, така да, во продукција Кога ги добивме на по виците да дојдеме на Кападајас Така е. промоција, да се случи во наскоро. продукција на Три Гонга и Александар Пејчиновски, Ситна, Васија и така натаму. Големата Поздрав за сите. големата музичка Да. екипа, дефинитивно. Само да прашам за крај. Знаеш дека немаше да го прескокнам прашањето, бидејќи не сме се видели од тогаш. Што се случи по The Voice? Имаше интересни некои провокации за потоа да се работи можеби со некои од тамошните сцени во Бугарија и така натаму? Многу интересна приказка е тоа, ама ќе се обидам вака да Во- сватам во две Да, речинички, сум затоа што на секунди бројат Знам. веќе од режија. Знам. Долга и широка е. Секако Ке го дека мени повод. имаше можности, дискусии и се, меѓутоа, на жал, вистината е онаа која што е политичкиот сегмент не помага тука. И не само пандемијата, тука и некако се исповрзаа, да речеме, оние негативни аспекти. за Ако жал. сакаш да си дадеш животен предизвик, пробај да идеш да се пријавиш на шоу во земја која што твојата земја не ја сака баш, а и таа не ја сака твојата земја. да видиш Оди како може сам да биде се окей. и дека те спука сред таа пандемија и потруди се да стигнеш до За вака финале. кога говориш, сваќаш дека таа сериозно се како случи. Јако. Калина реши да направи кариера и што се случи? Ета да, одлично Кали, браво за тебе. Преживеавме. Шегата на страна, како Брус Вилис во Умри машки сцената со зипота. Леле! Ми кажа, дојди на одмор, ќе си поминеш супер. Супер, Така и да. јас тебе ми кажа, дојди во Софија, пријави се на шоу, што може да се случи? Патем не беше ни твоја желба што беше Не најтрагично, беше туку воопшто луѓето од моја желба. продукцијата те имаат забележано и алармирале да се Да пријавиш. одговорам кратко на твоето прашање, се уште сме во одлични комуникации со сите, со целиот тим и со учесниците, што по месенџери, што чугат, имаме наши групи каде што дискутираме, збориме, споделуваме идеи, си ја споделуваме музиката меѓу себе што ја работиме. Само дека ни е подобро на сите. Види колку прекрасно може да изгледа сега. И одма вака, так, од другата страна ќе се прошеткаме и ќе направиме тоа што требало да се случи. Најверојатно, ете да кажеме вака требало да изгледаат работите, за да тоа што следи биде уште подобро тоа што било пред се замислено. Rise like a phoenix. Да Така се е. надевам дека ќе излеземе од пепелта баш како победници. Точно. Едно од твоите последни можеби некои настапи. Тоа е на- последниот Така? мој настап, да. Беше многу интересно со околностите, со преминувањето граница и се за следен пат. За следното. Меѓутоа, драго ми е што ги споделувате овие работи и понатаму ентузијазот ве држи и покрај се. Чекам следната средба нека биде како и да е, ќе се адаптираме некако да направиме на музичко интермецо на ваш начин како што треба. Дефинитивно. Фала ти. Во секое време. Марко, Чувајте ми се. благодариме како и секогаш. Секое време. Ке ги оствариме нашите следни визии. Точно. Чукаме на таа врата на универзумот. За крај, бидејќи почетокот го најавив, далечната 77 на денешен ден
ABBA се на врвот на британската листа со Knowing Me, Knowing You, велам, аха, Kylie Music Challenge, SOS, една убава преработка, таман за крај. Така е, поздрав до Ringtones. Таман, да, момците кои што односно Така е. бендот кој што со тебе на оваа преработка. Ви благодарам уште еднаш Македонија за овие 5 примерни изведби и аплаузот кој што го давате во понеделник со нови 5 приказни. Where are those happy days? They seem so hard to find. I tried to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone, how can I even try to go on? When you're gone, though I try, how can I carry on? You seem so far